Почитувани го следите најновото издание на емисијата Кирилица. Мој денешен гостин е познатиот диригент Љубо Трифуновски. Последниве 45 минути ќе разговараме токму за неговото детство, за хорското пеење, за формирањето на хорот Стив Наумов, добро познат нам битолчани, и за како денеска функционира овој хор. Останете со нашата програма. Љубо Трифуновски е диригент и уметнички раководител на културно-уметничкото друштво Стив Наумов од Битола. Роден е во 1938 година во село Велушина, Битола. Основно образование завршува во родното село, учителска школа во Битола. Своето образование го продолжил на Педагошката академија во Скопје, одсек музика, каде што дипломира во 1962 година. Од 1962 до 1964 година работи како наставник по музика во учителската школа во Битола, каде што формира и раководи мешан хор. По укинувањето на учителската школа се вработува во основното училиште Колеканински во Битола како наставник по музика, а потоа и како заменик директор. Од 1968 година работи раководи со мешаниот хор во културно-уметничкото друштво Стив Наумов по препорака на Министерството за култура. Во 71 година, по негова иницијатива, е формиран и младинскиот женски хор, кој за кратко време станува еден од најпознатите хорови во државата и на меѓународна сцена на разни фестивали, каде добива бројни награди и признанија. За досегашната долгогодишна и плодна активност, Љубо Трифуновски е добитник на повеќе награди и признанија. И тоа, наградата 4 ноември, највисоко признание на општина Битола. Долгогодишниот работен век на Љубо Трифуновски има богата педагошка диригентска активност, што му возможи во Република Бугарија од неодамна да биде прогласен за најдобар диригент за хорската православна музика на Балканот. Господине Трифуновски, во вашата биографија пишува дека сте роден во 1938 година во битолското село Велушина. И за почеток на овој разговор ќе ве замолам да се навратите на годините од вашето детство и да не воведете малку во тој, верувам, интересен период од вашиот живот. Ето така, точно. 38 година во Велушина, време кога беше Велушина, да не речам пола град беше, имаше многу жители, имаше негде околу 1500 жители, имаше и сега има 9 цркви, има и тоа многу значајни, кои што од нив некои се дури едни од најубавите на Балканот и заштитени се под УНЕСКО. Имаше селото 16 воденици, тоа зборува дека селото било многу богато со вода. Потоа имаше многу вредни луѓе, има многу големо поле Велушина. Велушина има поле колку за 4 села од оние околу што се околу нас. Кој ти собереш сите 4-5 села од околу нас, нема толкова поле како што има Велушина. Така речено, од, ако некој го знае Велушина каде, до под Джадето долно за Грција патоше и Рибњако долу што е под Джадето кај Жабени и таа зоната што вика Жабени, и тие се велушки нивје, само ни украдија сети велушка породинска тумба наместо велушка тумба и така натаму. Било многу богато место и до колективизацијата имаше многу народ. Народот така работеше со еден ентузијазам после војната, прв пат била слобода, сите трчаа, сите работеа. Тоа беше да ти е мерак да живееш во селото, се направија паркови, се направија водовод, се направи 48 година селото имаше инсталирано едно од првите во Македонија водовод низ самото село. Плюс тоа имаше, се направи хидроцентрала 48 година, после Лазарополи му направи Лазо Полишевски на Лазарополчани овој хидроцентрала, а ние селаните Велувци го направија сами со своји средства, направија хидроцентрала и се сеќавам како денес, ко светна е на вечер цијалиците на патот, излезе цел народ со тањери со сирење, со чини, со вино, со ракија, да се пее, да се игра, да се весели. Тоа беше стварно доживување, народ беше толку сплотен и беше многу весел. И тоа после
со колективизацијата настана најголемиот и најтажниот процес во Македонија. Сите ја внесоа земјата во колективите и за 4-5 години дури колективот траеше, морам кратко да го кажувам, тоа има доста да се кажува. Пардон. Сета стока, да речеме, влегуваш во колектива, му даваш овците, му даваш козите, му даваш младенцата, му даваш ливето, му даваш се, и тие сите работи, некој дава ништо, некој дава многу, некој дава поички и така натаму. Колективизацијата го уништи селото во Македонија и никој не водеше сметка кога е сечие и ничие, разбирате, земјата. Така да во тие неколку години, 3-4, се луташе во колективите како да се дојде до колективизација и лутајки за тие 3-4 години видоа дека не може да оде ништо и сето тоа се распадна, се растурија колективите. Ако имаше 50 овци, некој зеде 3 сакат или слаби и така натаму и така натаму. Така да сето тоа што беше богатство во селото се раскрчми и луѓето почна одново. Меѓутоа, веловци се познати како големи работници. Ево и така и со другите од комшиските села зборуваме, често пати. Вели веловци кои ќе одеа на пазар во Битола не идеа на коњ качени, него коњите беа тоарени со роба. Испотени, тоарени, ќе продаја робата и после ќе купуваја. Од другите села качени на коњо и за Битола, ништо не продаваја. Сакам ти кажам дека беа многу вредни и многу работници, беа големи. И после тоа, од кога се случи тоа со колективите, настана една чума, многу луѓе избегаа преку граница, секоја вечер стани са бајле, нема 5-6 души. Другиот ден пак стани, нема неколку души блиску, пошто ни е границата таму до Лажец. Луѓето бегаа скоро секоја вечер преку граница и многу народ замина во странство, по цела Велушина, не знам колку има во Австралија и во Америка, каде и собери човек, сигурно има 2-3 жители наши веловци што се таму ојдени. Во селото имаше осмолетка. Ево со тебе сега зборувајќи, рече дека некоја од твоите од Живојно имаше ту име, иде од Живојно скоро, и од Јермијан иде, и од Бач иде, беше голема осмолетка и тука имавме многу добри наставници и имаше многу ученици. Тука изучија многу познати луѓе од сегашни, да речеме, академици, не знам, судии, не знам, адвокати, не знам, и така натаму, не ги бројам поименично. Од Велушина излегува доста учени луѓе, затоа што беа луѓето и богати, може да си приуштат да ги пуштат децата да учат негде и надвор и негде да платат некои пари за да можат да учат повеќе. И сето тоа беше толку убаво, дури бевме пред колективите, дури бевме раздрагани, дури бевме сплотени како еден, сите работевме. Меѓутоа, после тоа, колективизацијата се случи на голема катастрофа и мислам дека државата стана најградската држава во свето, затоа што Македонија немаше села, селата се уништија и имаше само градови, а село немаше. А држава без село или шума без гранки, без растенија, никогаш не може да обстанува и не може да живее. Ако селото не е добро, ако не е селото здраво, ако не е селото силно во една држава, државата нема снага, затоа што таму е сета снага во работата кај селаните, тука се производите, тука е јадењето, тука е сите работи се тука и ние немаме некои фабрики да правиме авиони или не знам што се онајте, тоа е тоа. Со музика, ево сега малце да зачнам така. Јас бев многу среќен што имав еден наставник, се викаше Ѓорѓи Гофтор. Тој беше студент на богословијата, таму учеа виолина, а беше и боксер. Чудна работа, не знам како така иде. Многу го свиреше виолина
И кој ќе имавме домашни работи, кој ќе ни даеше да наредниот час да пишуваме некои потешки домашни задачи, пример, да рече, тој што знае музика, ние тогаш во тоа време дури учевме формирање на скали по квинтно тркало нагоре и по квинтно тркало надолу, како се формира, како се прават, тогаш уште во селото Велушина, тој беше многу едуциран музички и многу бараше од нас и ние не смеевме да име без домашна работа на час, иначе човек до посервање. Значи тоа беше толку дисциплина имаше, мораше се напиши домашна работа, мораше се направи се. Јас толку многу научив музика од тој наставник, од Ѓорѓи Гофта, да кој во учителска школа, кој се запиша во Битола, бев наједуцираниот ученик во учителска школа и професорот кој ќе прашуваше на час по музика, ќе праша, ќе остави прашање, јас стално раката дигната. Ајде Трифунов кажеш, ај пак прашај, јас не кренем така. И така со тоа почнав во учителска се запишав затоа што имаше се учеше многу музика, затоа што имаше по 2 часа во неделата во класоите и сите ученици во учителска школа свираа на виолина и на час кој ќе идеа секој носеше виолина, значи 30 виолини се носеа на часот или мандолини. Зависно од тоа, јас кој бев виолини се носе. Така да тоа многу се учеше музика. Јас прво отидов завршив учителска школа, поко се вратив назад, отидов војска, пред да одам војска, бев учителска школа, на крајот на годината ни прочита кој кај ќе работиме одма во есента. Сите 90 души не пуштија на работа. Меѓутоа беше кратко тоа наше учителствување, затоа што не зедува во март, ние што сме машките војска. После отидовме војска, јас бев во школа за резани старешини, тоа траеше 11 месеци. После тоа завршив таа школа, добив и дојдов со чин. Првиот ден кога си дојдов во Битола, отидов одма во Кукуречани да барам место за работа, да не седам бадија. Одма истиот ден, другиот ден на работа одидов. Отидов во Блаково, во едно село тука кај Лопатица, кај Срежево, и таму до мај месец работев. Имаше еден колега мој отиде тој војска, јас го заменив и после отидов на студија и после откога се вратив, работев во учителската школа 2 години. Учителската школа беше една од најдобрите школи што постоја тогаш во Македонија и ние, нашата генерација учеше 5 години учителска школа, со цели 5 години, со намера да учиме уште една година да се признае како виша, затоа што тогаш немаше факултети, немаше уште во тоа време, за да се признае. Меѓутоа завршиме на година, 5-та, тази дупка не е дупка, ја прекина и така ни ојде една година, џабе јабана ни отиде. И после тоа работев во учителска школа, си зедов таква една задача да направам хор мешан во учителска школа, дури Михајло Николовски, покојниот, беше директор на музичко училиште. Ја имав спремено многу тешка композиција од Мокрања с 10 руковец, се вика, таа трај 10 минути композиција. Пред тоа пеев во Мир Чацев како студент и солист бев и многу имаше сирен хор и во Ланголен пеев како солист на светски фестивал, имаше во Ланголен 6 тоа зедовме и прва награда во светот во Ланголен. И овде работев 2 години, после тоа се учителската школа ја прекина, ја укина, ја направи гимназија. Од гимназијата се учеше само половина час музика неделно. И се шо да држиш половина час? Со покојниот Пепи Пашанко Поликовна се договоривме да држиме по 1 час неделно јас да држам музика, после другата недела тој да држи ликовно. И така државме по 1 час. Меѓутоа таму немаше што да се работи, по половина час теорија учиш, тоа не е музика. После отидов во Колеканински во школата долу, направив еден феноменален хор, кој што хор беше еден од најдобрите во Македонија, стално беше најдобар. И одеше како представник од Македонија во целен на такмичење во Сојузот на тие наши републики. Имам земено 3 меѓународни медали и 3 сојузни медали.
И во Кавадарци одевме, имам околу 10 на златни медали и така натаму. Тој ми е хор кој што навистина беше многу квалитетен и правев и целовечерни емисии на телевизија и тоа беше чудесија тогаш како беа тие телевизиите со полна програма и така натаму. Да не ти ширам многу. Сакав да прашам во врска со музичкото воспитание и образование. Во времето кога вие завршивте, кога се вработивте, како беше поставена таа наставна програма, како тогаш се одвиваше наставата по музичко, нели, со тој назив музичко воспитание и образование? Така. Ево, од ова што ќе ви кажам сега може да заклучите како беше музичкото воспитание. Јас кога отидов после учителска школа, гимназијата, ја напуштив, отидов во Коле Каневски, имаше по 2 часа неделно музика. Многу музика се учеше. Имаше учебници од познатиот педагог и композитор Стеван Гајдов, ако сте го слушале. Имаше многу убави учебници, наменски направени, од 5 до 8. Во 7 оделение, например, кога ќе дојдев јас, работев многу солфеш, исто како музичко училиште што работи солфеш, не само теорија. Тактирање, музика, претварање скали, правење нови од вака, од така и така натаму. И во 7 оделение, кога ќе дојдев, беа толку спремни учениците за да можат да солфежира и да пеат, што учебникот беше со трогласни вежби во 7 оделение и ќе му речев деца отворете на таа страна. И сега како што беа учениците, 3 имаше реда, 1, 2, 3 во редиците на седиштата, а и во учебникот имаше трогласни вежби. И ќе му речев, вие во оваа редица, тој глас ќе го пеете, вие ова, тој глас, вие ова. Верувајте дека кога ќе му даев интонација јасна на децата во оделението, тие пеја како да е тој хор кој знае колку години време да работи, да се склопува. Тие толку чисто пеја интонативно и музички, да кога ќе ги слушнеш, ќе речеш како може овие деца со ноти да пеат толку чисто и во 3 гласа да пеат, да ти е мерак да ги слушаш. Значи многу учевме музика тогаш. Сега скоро ништо не се учи. Сега некои перформанси, некои вакви, такви, онакви прат, не знам шо прат во наставата. И децата забораја од музика, нема ништо од музика. Нити се слуша музика, нити се прати музика, нити учат музика. Ние учевме тогаш и теорија учевме, али слушавме и музика од големите композитори. Имавме аудиовизуални средства, плочи, цедиња, ова, она, ќе држевме тоа, па ќе правевме писмени состави, па не знам шо и така натаму. И беше многу интересно да се работи во школата. И со тој хор јас чуда направи. Значи, тој хор беше еден од најдобрите хорови воопшто што постоел во Македонија, од таков вид од осмолетка во Македонија, и беше спремен да оди да настапува на сите сцени воопшто во Европа. После тоа овде имаше проблеми во Стив Наумов, немаше кој да работи. Михајло Николовски со оде Скопје, Пепи Сидовски зеде една година работеше со мешаниот хор и тој го напушти и дојде председателството покојно јаво во Белорусијо, еве го Миле Николовски, овој е поранешниот диригент и ова тајфа е од председателството. Ова беше председателство чудо едно. И дојдоа кај мене, пошто имав покажано резултати на европско ниво со хорот пионерски, значи да го земиш хоро, да го ова. А бе, викам, тоа е голема одговорност, знаеш како, јас овде пеев како тенор во хоро. Да излезеш од редовите на ансамбло и да станеш диригент, да застанеш, тоа е голема одговорност, знаеш. Меѓутоа, мислев дека можам да го прифатам тој терет, го зедов хоро и верувајте дека хорот од тогаш натаму после само гостуваше по странство, по ваму, по таму, малци истегнав тие по возрастните да пеат поиќе малци, да работеа и така натаму. И после од тогаш како што чини се работата, каде не одевме, на сите фестивали низ Европа. Нема место каде што во Европа не сме биле на некои фестивали и во некоја држава.
ево и ден денес останува трендот да бидеме присутни во Европа, затоа што ја морам секоја година да бидам присутен во Европа, да видам докаде е хорското творештво, како коровите пеат, кој квалитет е, шо се пее сега и така натаму и така натаму. Ако седнам да кажувам колку настапи има ова друштво, ево гледајте од овие сите награди и признанија. Има овде и во шкафовите има еден шлепер, има признанија, медали, награди и ова. Тоа се награди земани, работени за овие 53 години, јас од кога сум од 62 година сум овде, 1962 година. Сега може да мислите колку време сум овде и скоро целиот мој работен век, втората пензија сега ја работам. Отидов пензија пред 15 години, ама сега работам уште една, за да земам една таман да земам. Се смеам. Ентузијаст сум и сакам да работи ова друштво и ми е жал да го оставам. И најголемата тежина која ме фаќа, ми е најповеќе тешко на кого ќе му го оставиме ова друштвото, на некако не се заинтересирани. Имаше едно време, имаше асоцијации, како што е социјалистички, па синдикато, па не знам, други асоцијации имаше. Ако имаше некој проблем, ќе одевме кај нив, ќе рече што треба се направи ова, она ќе направиме. Сега никој за ништо не се интересира. Буквално никој за ништо не се интересира и не знаеме кој пат да го фати. Имаме од Министерството за култура, сме под капата ставени, со една минимална така поддршка, али тие што се горе до изворо, има голема поддршка. Ние што сме подалеку од изворо, колку да животаркаме, имаме некоја поддршка, а беше речено дека кога ќе премини власта на локално ниво, дека средствата, треба поголемите средства се земаат од општината, затоа што преминаат и работи, затоа што средствата тука останува. Меѓутоа тука не се случи таква работа, ние земаме по некоја помош, ако градоначалникот ни даде нешто, некоја помош, или ако за Битфест настапиме со програми со нашите хора. А буџет да имаме ние како друштво Стив Наумов, кој буџет можеме да го предвидиме, да го ставиме во функција на друштво Стив Наумов, немаме таков буџет, затоа што ова друштво е големо друштво, има 140 членови во трите ансамбли, во женскиот хор, во мешаниот, во мандолински оркестар и преседателство, има трошоци, има хонорарни диригенти, има трошоци за инструменти, трошоци за партитури, трошоци за телефон, трошоци за струја, со сите тие работи. И ние едвам се крпиме, некако се снаоѓаме, ама на границата на преживување. Ке се вратиме во минатото, кога и се уште Битола важи за град на културата, нели град на клавирите. Сега, бидејќи споменавме претходно, порано имаше некоја култура помеѓу луѓето и многу од повозрасните битолчани знаат да свират на некој инструмент. Но сета таа култура од година во година се некако се повлекува. На што се должи тоа? На што се должи тоа? Едно време сите бербери свираа на некој инструмент. Немаше бербер што не знае да свири, и оттаму тие се оперите селвиски берберни овојна. Сите си имаа мандолинче или гитара, кој ќе немаа работа берберите или другари или пријатели ќе си направи некоја песна. Овде во Битола тоа малце повеќе ги префорсираваме тие клавирите во Битола и така натаму и така. Може да имало клавири затоа што имале пари да се купат, ама да имало некои мајстори на клавир што свират, не сум убеден во тоа. Сигурно дека имало и луѓе што свиреле на клавири, ама имало доста клавири, ама тие клавири не биле во функција некоја, знаете, некоја човек го зема клавирот, да има престиж некој. Не може да земи клавир некој што е сиромав, па клавир имало, обитело затоа што били луѓето зафатени. И земањето на клавирот, тоа е една здрава валута, тој секогаш е пари, некогаш не знаеш во куќата дали ќе излезе некој човек кој што ќе покаже интерес према тој инструмент, кој ќе го има, и е многу
поблиску до вистината, до музиката. И имаше овде доста луѓе што се занимаваа со музика. Имаше дури хорови, имаше неколку пред војната овде во Битола, имаше Ѓорѓи Сугарев, имаше Мокрањац, имаше уште два хора, имаше, сега не ми доаѓаат на памет. И после војната, од кога се ослободивме, од сите тие хорови се направи еден хор Стив Наумов, овој нашиот. И тоа во прво време беше диригент Тодор Скаловски, тој беше уште хорот кој што делуваше во планината, кај на 7-та македонска бригада, делуваше таму и кога дојда тука имаја концерт после 2-3 дена кај Црнмост горе со неколку патриотски композиции. Музиката во Битола е многу застапена и има интерес. Имало и порано за време на турското владење, имало школи, имало хорови, имало ова, имало оно и така натаму. И ден денес има луѓе што се занимаваат со музика, само ние не ги гледаме тие. Ево ти кога ме прашуваше, знаеш колку има луѓе што се занимаваат со музика моментално, само не се тие музичари кои што свират од љубов и да уживаат во тоа и да си густираат, да речеме си прават некоја музика, да се дружат, да си пеат тоа. Него тоа се направи полно бендови кои што треба вадат пари, те по свадби, те по кафичи, те по она. Нема, сите што имаат завршена музика, скоро сите свират по некои бендови. Нели е така? Така е. Знаете, не дотера ситуацијата во самата држава не донесе до тоа да се бориме за парче леп, да се бориме за екзистенција. Не е да биде музиката надградба, да биде музиката нешто што ќе задоволиме сите работи во друштвото и тоа да биде како надградба, да речеме, да се занимава со музика и така натаму. Сите трчаат некој динар да направат, да фатат оти. Ова потрошачко општество стара сега. И тоа е. Кога ќе се спомене името на хорот Стив Наумов од Битола, секој се врзува со вас и вие се врзуваат, вашето име се врзува со хорот Стив Наумов. Овој хор обстојува долг временски период на битолската културна сцена, како ја презентира македонската култура и музика надвор од границите од Македонија. Имате освоено бројни награди на надпревари надвор и се уште ја зрачите таа уметност која ќе се спомне името. Да се навратиме на создавањето на овој хор, тековниот период и сега каде се наоѓа? Да. Овој хор, мислиш на мешаниот хор. Имаме уште еден хор, имаме и оркестар. Мешаниот хор, ви реков, се формира одма 2 дена после ослободувањето на Битола. Ние празник ние 6 ноември. Градот се ослободи на 4 ноември. Ние 6 ноември го славиме како ден на формирање на друштвото Стив Наумов. Друштвото Стив Наумов од тој ден до ден денес непрекинато, континуирано работи со некои мали осцилации, така, на некој застој, али нема прекинато да работи воопшто до сега. Низ тој хор поминали илјадници пеачи. Па да не речам, нема куќа во Битола која што на некој начин или преку детето или преку некој од пеачите не е бил член на ова друштво на Стив Наумов. Може да замислите вие од Може да издвоите некое од 44-та година, сега сме 2016. Колку години? Многу. 70 години, пред 2 години славевме евеа плакатата. 70 години славевме, сега имаме 72-та година тераме. А има се ке кажам тоа дека за тие 15 години од 44-та до 68 година се менаа негде околу 15 диригенти, кои што ги имам во овие монографите постојат, а не ги кажувам сега сите. Од 68 година наваму, јас дојдов на кормилото на Стив Наумов и јас од 68 година до ден денес сум диригент на Стив Наумов. Може да замислите колку години тоа сето го држам, обстојува. Имаме
многу голема активност. Нема место каде што не сме биле во Европа и на сите светски фестивали. Па да не зборувам за поранешните простори на поранешната Југославија, тоа беше една толку убава држава, каде што се дружевме со сите републики и имаше многу манифестации каде што одевме заедно, настапувавме, се дружевме, пеевме на тие прослави. Те за 22 децембар во Сава центар, те не знам во Крагуевац на големиот школски час, не знам во Ништа фестивал имаше. Одевме во Раđevina, тоа слободувањето на Србија. Одевме на Мечкин камен за ослободувањето, за Илинденското востание. Море во Валјево одевме, море во Словенија, Марибор, не знам каде. Тоа беше толку убава држава, што имавме многу голема мрежа со луѓе со кои што соработувавме. И беше многу беше исполнет тој нашиот музички живот со овие хорови. А да не зборувам за гостување во Европа, во полно градови, во полно места на Европа, во најголемите центри, море Париз, море Лондон, море Ланголен, море, не знам, Корзика, имам одено 4 пати. Па да не речам, па Турција многу пати сме биле. Бугарија 7-8 пати сме биле, па не знам, Румунија, Маđarска. Не можам да ви кажам, тоа се години поминати, голем број на години, има многу признанија, многу награди, кои што треба да се средат еден ден, да се систематизира и да се направат. Јас меѓувреме за овие 50 и неколку години, покрај тоа што не сум учел, да речиме, не сум учел да работам за композиција на школа, од немајкаде, пошто нема во задно време тие Скаловски, Прокопиев, не знам, Властимир Николовски, ги нема, не се меѓу живите, тие многу пишуваа хорски творештва и тоа хорски дела кои што се темелеа на фолклорното богатство на Македонија, на силиштето на македонската изворна музика. И беа многу убави, многу богати композиции кои ќе одевме во странство, народот се чудеше како може да напишат такви композиции. Аз во овие последните години, од немајки што да се работи, и тоа друштвото на композитори, бевме и членови едно време, нити не вика, некој нити не бара, и пак друштвото на уметници и тоа не функционира. Вервале или не, јас во овие неколку години имам напишано, имам компонирано, обработено, адаптирано негде околу 50 композиции за хорови, за женски хорови, за мешани хорови, за машки хорови, од немајкаде. И сега сакам да ги соберам сите тие, да ги систематизирам и да побарам некој спонзор, некој да ги напиши на компјутер и да направиме една збирка која што ќе остане како трајен документ од овој крај на Македонија. Скоро никој нема пишувано, нема компонирано ваква музика, нема пишувано. Па да видам што ќе направам. Мислам дека има време уште да ги направам тие работи. Ќе се потрудам и да ги ставам во една книга, во една збирка, а тоа не се малце композиции. Бидејќи го спомнавте хурското творештво, сега ситуацијата, затоа како сега функционира хорот и како функционирал во минатите години, може да се забележи и од снимки и сето тоа дека хоровите биле присутни секаде. Да. За разлика сега малку како да се настрана. Да. И таа форма на пеењето и начин некако не е толку многу присутен колку што бил порано. Но според вас, бидејќи вие сте директно поврзани... Но што се должи. Но што се должи нема да зборувам. Затоа што ако кажам но што се должи, некој ќе речи оти вака љубо зборува и така натаму. Луѓето не ќат големи во задно време ансамбли. Делуваа некако страшно, робусно делуваа. Но сепак тука е таа магијата. Магијата, е таа магијата.
Таа магијата е, ама делува некако. Делува снажно многу. А тие работи со хоровите остана и понатаму. Ние секоја година пишуваме, аплицираме до Министерство за култура и до општината на Битола. Имаме програма, која што програма ја доставуваме до Министерството и до општината и тие на основу тоа дали програмата е реална, дали може да се реализира и така натаму, пуштаат некои средства и ние секоја година скоро правиме по... Меѓутоа и неќам да се пишува многу по медиумите, затоа што луѓето кога се нервира некој ако пишува дека ете многу настапува. Има некој ќе направат некоја мала работа и ќе пишат сите вестници, чудо се направи во земјава и така. Ние правиме доста работи во друштвото, ама некако така, тоа мирно го поднесуваме, го правиме заради нас. Јас мислам дека новинарите треба да бидат пчели. На пчелите не треба да му кажи пчеларо каде е медо, пчелите сами ќе го најдат медо. Да го пикните под земја, под камен, тие ќе го најдат медо. Новинарите не идат да пишат кој ќе видат нешто дека некој нешто прави, дека е од посебен интерес за државата. Сака да ги викнеш и дури му даеш дури кафе и да ги напиеш и пресконференција му направиш. За мене новинарите едно време беа инакви. Новинарите се интересираа што се случува. Новинарите пратеа, одеа, трагаја, бараја, не знам дали ќе се сложиш. Оти сега ќе одат, ако викни председател на градот, пресконференција, ама нема до еден сите ќе се нацртаа таму. Ако Љубо викне пресконференција оде за концерт, нема да дојде. Ке да се навратиме на мешаниот хор. Многу млади луѓе се дел од хорот, доаѓа тука неделно, значи на тие проби. Настапувате, јас каде што имам гледано на ваши концерти кои што ги организирате исто така и на Битолско културно лето. Да. Колку младите луѓе сега од нашиот град се расположени да доаѓаат да бидат дел од овој значајен хор? Има доста заинтересирани. Во девојките, во женскиот хор има негде околу 35 душ, понекогаш до 40 девојки. Меѓутоа сето тоа зависи од ангажманот на хорот. Ако хорот е ангажиран и има програма која што треба се реализира, е представува некои интереси, некој мотив за нив, тие ќе бидат поредовни, ќе доаѓа и ќе прават. Сега треба да одиме ние на фестивал во Нанси во јуни месец и треба се видиме од кај трети, тука се собираме од кај после 2 дена. Ќе седнеме и ќе направиме на програма, се интересира. Јас не правам аудиција никогаш, си носат тие другарки има, ова да дојде професор, една другарка имам ова и така го пополнувам хорот. Така да има стално, има пеачи во хорот. Меѓутоа, ако тоа е подкрепено од државата и од Министерството, ако на вистина се плати, барем ако не патот да се плати на фестивали кој ќе одиш некаде надвор од државата, оти многу пати децата сами си плаќа трошоците. Тоа е тешка работа, мислам, има некои родители кои што не можат да му дадат на децата средства. И така доаѓаме во една мачна ситуација понекогаш. Едно време се знаеше, држава имаше, ќе добиевме средства за патување, ќе одевме и сите релаксирани и ќе направивме добра програма и ќе афирмиравме државата и така напред. Ние не попуштаме и ден денес сме, држиме тоа. Ево сега се припремаме за настапи на 2 меѓународни фестивали. Покрај тоа ќе имаме ние обично правиме по околу 50 на настапи во текот на годината сите ансамбли. Тоа не се малци. Меѓутоа, не можеме тоа да го публикуваме, да го направиме некако да дојде поиќе народ и така натаму и така. Мене ми треба за тоа, јас не можам сам тоа да ми треба мене маркетинг служба. Ми треба некој да го земи, да го организира. Речеме духовна музика кога дам, треба некој да земи, црквата се заинтересира, речи има програма духовна музика, да дојде црквата или некој друг од градот да речи сакаме концерт на духовна музика, дали тоа ќе биде во
некоја црква или ќе биде во сала, не е битно. Ја моја да го направам, јас по производот. А не се уште да одам да го молам некој, аман земи го ако не ќе офрлам река и така. Бев нескоро во Прилеп, имавме концерт во црквата Свето Преображение, господин Александар рентгенолог во Плодност горе, тој лани пред 2 години не покани да бидиме гости на таму во црквата, беа многу задоволни овој граѓаните на Прилеп и не покани и оваа година имавме концерт на духовна музика. Така се прави, ако ќе луѓето покажат интерес, кои ќе сакаат нешто да слушаат и така. Бидејќи спомнавте духовната музика, со каков репертоар има хорот? Тука можам да се пофала многу. Хорот мешан има можда една од најбогатите програми на духовна музика воопшто од сите хорови кои што работаат духовна музика, а интересна работа, таа духовна музика и му лежи на тој хор, а јас сум многу наклонет некако према духовната музика. И пред 6 години бевме во Велико Трново, имаше фестивал на православна духовна музика во Бугарија. Тогаш на тој фестивал зедовме Гран При наградата и тоа меѓу хорови од Романија, од Србија, од Грција, од Бугарија и наши хорови. И беше хорот толку многу високо оценет, тај Гран При зедовме и мене ми дадоа награда. Овде се композиции од најдобрите композитори од православието. Ево да го дирниш малце ливчето, видиш, имаш руски композитори, имаш српски композитор, меѓу нив Мокрањац, меѓу нив е и Добри Христоф од Бугарија, Тодор Скаловски, Атанас Бадев е од најдобрите наши композитори кои што ја направи литургијата порано од Стеван Мокрањац 20 години. Тој е родом од Прилеп, ама никој не се потрудил да ги шепка тие работи, а ние имаме такви композитори. Интересно. Следевте најновото издание на емисијата Кирилица. Мој денешен соговорник беше диригентот Љубо Трифоновски. До следното издание на Кирилица.